Почитувани љубеници во културата, уметноста и литературата, добре дојдовте во уште едно издание на емисијата Астрорум. Се чини дека најатрактивните уметници на денешницата се оние кои што се занимаваат со графичкиот дизајн. Денес времето е такво кога ни е потребна брза информација и тоа убаво спакувана за да допре до нас и да изреагираме најбрзо што е можно. Јас имам денес чест и задоволство да разговарам со Лазе Трипков, наш познат графички дизајнер, уметник, организатор, менаџер и носител на многу признанија и награди. Иако не толку возрасен, тој зад себе има богата биографија и постојано е во текст со најактуелните нешта. Јас имав прилика лично да го запознам кога беше промотор на книгата на нашиот прв, би рекле, зачетникот на графичкиот дизајн, Костадин Динка. И тогаш видов дека Лазе Трипков не само што неговото изразно средство, она што е ликовниот израз е најмоќно, туку и има можност да анимира публика, да интригира за тековните случувања. Нема да должам многу, ќе му посакам добре дојде во Астрорум на Лазе Трипков. Добре дојдовте. Добро ве најдов и благодарам за прекрасната најава и навистина ми е многу големо задоволство што ете нашата втора средба, односно неколкукратна средба поред ја реализираме на овој начин. Јас повеќе ќе се радував доколку бевме во живо во книжарницата Литература МК, но верувам дека ова виртуелна позадина ги задоволува дури и вашите критериуми. Сепак здравјето ни е најважно, иако вие, почитувајќи ги протоколите, разговараме непосредно пред едно патување, мора да се живее, мора да се работи. Наместо хронолошки, јас овој разговор ќе го започнам со последната награда, Златна пчела, чинам се вика. Ви честитам за неа и кажете ми за што станува збор. Ви благодарам многу. Во однос на сето она што нас ни се наметнува во денешно време, како нов, можеби мејнстрим, и во однос на дигиталната уметност, ние мораме да се ориентираме и да станеме свесни дека се повеќе потребата за физичко изразување, за физичко присуство е нешто кое што не одржува. Во контекст на наградата морам да напоменам дека емоциите навистина беа измешани. Веројатно во некои нормални времења јас ќе бев во Москва, ќе можев да се запознавам со луѓето, ќе можев да учествувам активно во сите оние фестивалски активности кои што беа предвидени таму и едноставно начинот на кој што ќе доживеев таа заслуга која што ми беше дадена, веројатно ќе беше повеќе мултиплицирана. Меѓутоа, ситуацијата е таква каква што е. Златна пчела е награда која што се доделува веќе 30 години наназад како дел од Московското биенале, кој што има сегменти кои што ги третира посебно на графичкиот дизајн. Најмногу заради фактот дека руската школа која што произлегува во почетоците на 20 век со формирањето на конструктивизмот дава една модерна визија, еден модерен инпут на геометрискиот дизајн и она што нас многу често ни е познато или го врзуваме со пластичниот социјализам, односно со социјализмот. И самиот факт дека Александар Родченко е еден од идеоносителите на таа визура за една глобална перспектива на геометријата
а подосна и преку Баухаус, навистина ме прави многу горд дека дел од тие историски сегменти се токму тука вткаени во идејата на Московското биенале. Навистина престижна награда, особено кога ќе се споменат вакви имиња, велат луѓето наградите не значат ништо, но кога ќе се каже кој стои во жирито или кој е носител претходните години на такви награди, тогаш можеме да добиеме впечаток за големината на признанието. Како и сите мои соговорници, јас се обидувам да ги вратам колку што е можно подалеку во историјата и да ве прашам од кога го имавте тој порив за ликовно изразување. Денес сме сведоци дека со графички дизајн или со дизајнирање секако се занимаваат и луѓе кои што може да си дозволат компјутер, да поднаучат некоја апликација и да ја завршат работата. Но кај вас е поинакво нештото. Впрочем, мислам дека луѓето кои што се во областа и во уметноста разликуваат зад која реклама или графичко решение стои уметник, а зад која стои извршител. Кога почнавте да се занимавате со ликовна уметност? Јас морам да признаам дека како дете не ме интересираше ништо повеќе од добар анимиран филм и можноста да можам сам да формирам некакви карактери, да цртам или да креирам одредена содржина која што ќе биде поврзана со нешто што ме инспирирало. Едно време, дури по завршувањето на основното училиште, навлегов во продукт дизајн и дури почнав да се бавам со малце, ако може тоа да се нарече некој тинејџерски порив дека ќе бидам дизајнер на модерни и брзи автомобили и тука сакав да се усмерам малку поинтензивно. Веројатно сум бил многу љубопитен, па сум сакал да истражувам и многу често сум ги менувал моите интереси, меѓутоа секогаш во главно сум се движел околу дизајнот. Дали тоа била дизајн на книга, дали била дизајн на некој продукт, дали на облека, на патики или на автомобили. Меѓутоа не разбирајќи ја сложеноста на самата методологија, односно на самиот пристап во однос на обликувањето и во однос на дизајнот. 96 година се запишав на ФЛУ и мислам дека тоа беше првиот мој допир со ликовната уметност кој што беше различен од претходна. Тука ја направив првата споредба помеѓу она што значи да бидеш добар цртач и што значи да го разбираш цртањето, односно да представуваш одредени уметнички форми и естетики, меѓутоа разбирањето на истите е нешто што има многу подлабока вредност, односно подлабока филозофија. 98 година заминувам во Варшава, таму ги продолжувам студиите и тука се соочувам со новиот момент на примената уметност. И тука првпат сваќам дека уметноста има одредена примена која што е многу поблиска до онаа уметност која што јас сакам да ја практикувам и да ја реализирам. Меѓутоа тука доживав еден образовен шок. Тоа многу често им го кажувам и на моите студенти. Значи, за жал ние во однос на нашето образование малку сме лимитирани, па 5 предмети на факултет за студентите представуваат навистина голем предизвик кога треба да работат нешто за што се определиле. Меѓутоа јас таму, вратен една година наназад, морав да полагам 22 предмети во прва година бидејќи имаше толку голема разлика во програмата. Ние имавме дури и предмет кој што беше поврзан со математика, математичко проектирање на геометрија. Сега некој ќе рече, зошто е тоа потребно? Меѓутоа, програмата на вистина ве учеше да ја аплицирате и да ја тестирате можноста на примена на уметноста во сите сегменти. Ние учевме компјутерска графика, имавме професори и кои што предава и анимација, имавме и предавања сериозни со професори кои доаѓаа од Русија и држаа предмети на класична анимација. Така да целиот тој сегмент во однос на мојата определба
финално да го заокружам целиот тој процес и да се соочам со фактот дека јас сум можеби добар уметник, меѓутоа кој е мојот израз кој што ме разликува од останатите беше токму предизвикот со полската школа на плакат, каде што навистина успеав да ја разберам целата таа логика на прво андерграунд плакат, па плакат како заштита на една нација, па на плакат кој што настанува со потреба за заштита на идентитетот на полската историја и како лајт мотив еден кој што ги одредува да останат запамтени преку тие уметнички естетики и пракси кои што они ги применуваат за да го издигнат плакатот на едно многу високо уметничко ниво. После тоа еден период бев кратко и асистент на факултетот и тоа мислам дека беше прв пат на таа академија дека некој не пољак може да биде асистент во едно студио на полски професор. Јас од да, секоја чест. Јас не знам дали добро разбрав, вие практично имате две магистратури во два различни града, во Варшава и во Лоѓ, или е тоа поврзано едно со друго? Вака, јас на академијата во Варшава земав практички да работам две магистратури, заради тоа што кај нас не можеше да се магистрира само со еден предмет, него едниот предмет беше носечки, а останатите два предмети беа дополнителни анекси. Јас одлучив да земам и сликарство, и плакат, и дополнително уште два анекси, едниот беше цртање, а другиот беше типографија. Мене на дипломата на документот ми стои дека сум магистар по графички дизајн и графичко проектирање, меѓутоа имам и магистратура по сликарство. А после тоа добив стипендија една година да продолжам во Лоѓ на академијата за примената уметност во Лоѓ, каде што се наоѓа познатата филмска школа и таму работев истражувачки проекти на тема мултимедија. Значи малку подлабоко во однос на мултимедијалниот аспект на уметноста. Интересно, а потоа и бевте Фулбрайтов стипендист, така, на докторски студии, докаде таа работа и зашто станува збор? Па, имаше повик еден, се формираше нов институт во Варшава, тоа беше институтот за неофилологија. Да речеме ве денес да земете да изгуглате или да го истражите на интернет, неофилологија не се појавува како еден термин, меѓутоа тоа беше некоја идеја која што требаше да се формира како блок во однос на источните земји, позиционирајќи ја Полска како држава од висок интерес на Западот. И тука беше вклучен институтот, односно фондацијата Фулбрайт, која што стипендираше студенти и јас бев првиот студент уствари кој што беше со од неполитички студии и неправни студии, него беше студентот кој што завршил Академија за ликовна уметност, односно за примената уметност. И навистина предизвикот беше уште поголем поради тоа што она истражување кое што јас го спроведував веќе и на постмастер студиите во Лоѓ, а тоа е улогата на символите како причина за конфликти кај јужните Словенија со фокус на овој дел од Балканот. Кај нив предизвика голем интерес и за тоа и уствари се осмелија на некој начин да ми ја додела таа стипендија, бидејќи представуваше сериозен предизвик и за нив. Јас тие студии ги почнав 2003-2004 година, го завршив првиот циклус и тие студии морам да признам дека на еден одреден период беа во мирување, а сега последно планирам да ги продолжам, меѓутоа во малку поразличен формат и не на истиот институт во Варшава. Вие сте се вмешале ненамерно и во друга сфера и во она што денес не засега сите и можеби затоа биле заинтригирани да ве стипендираат секако. Споменавте нешто Полска како висок интерес, меѓутоа мене ме интересира атмосферата во таа смисла, како ја доживеавте вие Полска во дизајнот, интересна земја со интересно минато, би рекла,
ги собрала и најубавите моменти од источниот и од западниот блок. Барем јас така ја доживувам во другите сфери на уметноста кои што ми се далеку поблиски. Кажете ме вие во однос на плакатот, на дизајнот, адвертајзинг и така натаму во тие области. Полска како земја која што има 40 милиони жители и како земја која што дели многу премрежја во однос на историјата, дали во средновековието или во поновата историја, можам да заклучам дека во одредени моменти дури имаме некои заеднички карактеристики и блиски точки, а посебно со приемот на децата бегалци по граѓанската војна во Грција 48 година. Она што е многу битно е дека континуитетот на уметноста и на академизмот кај нив, дали во однос на Шопен, дали во однос на Хенрик Томашевски, дали во однос на Адам Мицкевич од аспект на поезијата и од аспект на останатите културни дејци, секогаш имале пред себе јасно поставен став и темелникот, практички фундаментот на нивната култура е изграден не на митови, него на случувања кои што ја градат после тоа врската во однос на таа препознатлива полска школа или полска естетика. Што се однесува до дизајнот, морам да признам дека во поново време ние чувствуваме и добиваме многу повеќе информации за разлика од претходно. Меѓутоа, јас сакам да потсетам на една работа која што е многу битна, дека впрочем музеот на современа уметност кој што го имаме ние во Скопје е изграден, односно е донација на полските архитекти кои што работеле заедно со нашите архитекти во Скопје, а после после земјотресот, голем дел на полски актери, глумци, уметници, архитекти се вклучиле практички во поддршка на изградбата на нашето Скопје. Тенденцијата нивна на заштита на она што е легат, односно она што е наследство на полската култура и историја, е основа од која што навистина сите оние модерни случувања или современи текови во однос на уметност и дизајнот практички се базираат на искуствата од претходно. Карактеристиката, да речеме, во полското кино, можеме да издвоиме преку Кишловски. Потоа во однос на дизајнот, тука влегуваме во два сегменти кај што ги земаме во предвид, да речеме, продукт дизајнерите кои што се автори на познатите нивни локални трафики во тоа време, да речеме, или во однос на плакатот Хенрик Томашевски, кој што се смета за татко и основач на полскиот плакат. Соочувањето со самата таа реалност, имајќи предвид исто така и од каде доаѓам, заради тоа што сметам дека историјата на нашата држава во однос на дизајнот и во однос на уметноста е сериозно изградена и поставена на темел, посебно после 44-та, 5-та и 6-та година, кога што и се формира Националната галерија во Македонија. Така да, први сме имале музеј на современата уметност во бивша Југославија. И сето тоа слободно ми дава за право реално да се спротиставам во однос на сите оние знаења и форми кои што дозволуваат лично да се комплетирам како личност. Така да јас сум искрено многу благодарен на моите професори, иако магистратурата заврши 2002 година заради поддршката која што ми ја дава и помошта, иако во тој период ситуацијата во регионот беше многу комплицирана. 98 знаеме што се случуваше во Србија. Па она што беше 2001 во Македонија. Така да поддршката неминовно и односот кој што ви дава за право вие да се чувствувате горд на она што го имате постигнато и прифатеноста од средината и чувството дека сето тоа дефинитивно треба да го ставите да го инвестирате во вашата држава, е нешто за кое што воопшто не се кајам, ниту жалам, него едноставно сум премногу горд и среќан што продолжувам да работам, имајќи го предвид сите оние контакти и искуства кои што ги имам реализирано. Несомнено,
можевте да останете во Полска, можевте да отидете во Западна Европа, имате искуства, бевте професори во Црна Гора, практично и продекан, остваривте, кога рековте за инвестициите, веќе имате многу инвестирано и во нашата земја, но сепак се уште земјава ја гледате како упориште и за лична реализација и за оставање на општествена трага. Го споменавте Музеот на современа уметност, вие не толку долго, година и пол, чинам дека бевте директор на Музеот на современа уметност, тоа е за кратко како мандат за да може да ги остварите сите ваши замисли, но дури и во таков период вие успеавте да направите импакт и луѓето да ве споменуваат како еден од најуспешните директори на овој музеј. Кажете ми какво беше чувството, атмосферата во тој период, што имавте зацртано, што успеавте да реализирате и што би сакале да видите како дел од програмата и реализацијата на оваа институција, како што кажавте, по многу нешто уникатна, прва, на вистина единствена градба која што е со таа намена, кај на сите други музеи користат некои други простори. Ова е создадено токму за презентирање на модерните остварувања. Морам да признаам дека она што од секогаш сум сметал дека е многу важно и го посакувам на многу родители чии деца се надвор е да имаат можност и прилика да се создадат или да создадат одредени услови за нивните деца да се вратат тука или да немаат потреба никогаш да заминат надвор. Јас, бидејќи мојата ќерка е веќе прва година средно и јас ја гледам, јас имам онлайн часови, она има онлайн часови дома. Мене ми е многу жал заради тоа што она не беше во можност да го искуси сето она што го искусуваат сите кога ќе смена средината, односно кога ќе влезат веќе во тие помладите тинејџерски години, па да може да го доживее средното на малку поинаков начин. Меѓутоа сето она што го работам или го создавам првенствено за да може моите деца и децата на сите останати да го сватат целиот потенцијал и да се вложат креативно со сите своји снаги за да може да допринесат. На крајот на денот сите имаме одговорност пред нашите деца да го направиме ова парче земја убаво место за нив. И тоа е нешто што е најмногу важно. Од тие причини, веројатно и од предизвикот кој што го имав за Музеот на современа уметност, се нафатив, иако во многу тешки времења, во времења кога имаше стварно сериозни политички премрежја, јас да се вратам од Црна Гора и да прифатам таа функција, да раководам со една од најзначајните институции не само во Македонија, него и во цела Југославија, па дури и пошироко во регионот. Знаете, музеот е формиран 64-та година, односно 67-та година почнува со изградба и 70-та година тој е веќе отворен. Тој е прв музеј на современата уметност кој што има најбогата колекција до 91-та година во бивша Југославија. Можете ли да замислите што значи тоа? И тоа е уметност кој што самата непроценлива вредност на сите дела кои што ние ги имаме таму, вас на некој начин ве поставува многу високо, не само на мапата на Југоисточна Европа или на Западен Балкан, како што има тенденција да не поставуваат, него буквално во цел поширок регион на Европа, на Централна, Западна, Источна и слично. Сето тоа на некој начин вас ви дава за почит, да продолжите онаму каде што почнале многу луѓе и во оние премрежја кога се градел музеот, да имате храброста да му тропнете на еден Пикасо или на Калдера и слично и да побарате да донира дело за институција која што се гради. Музеот е изграден на основа на солидарност. И тоа е една од најмоćните приказни кои што Скопје не само што го лансира во однос на општествениот или социјалниот спектар во светот, бидејќи тоа е прва трагедија која што е презентирана на телевизиски медиум во 63-та година. Така да
начинот на кој што се одзивале сите големи имиња и начинот на кој што одговориле на сето она што тогашниот директор Борис Петковски го добива како задача со своите 37-8 години е навистина вредно за почит. Не можеме сето тоа да го заобиколиме или да си го поставиме себе си за цел или да го занемариме заради тоа што времињата тогаш биле други. Напротив, предизвикот сега е поголем. Ако вие успеете да се справите во многу потешки времиња, за вас убавината на нештата и сето она што ќе го доживувате подоцна ќе биде само рефлексија на она што сте го поставили. Ние успеавме, прво она што мене ми беше многу значајно е да работиме сите заедно тимски, односно да ја поставиме работата на колективниот труд, нешто кое што е многу битно заради тоа што работа во една институција таква бара вклучување и ангажирање на сите поединци и сите страни. Има многу проекти кои што се реализирани стварно. Мене ми е драго што моите колеги после тоа ги продолжија дел од тие проекти. Исто така ми е жал што некои капитални проекти кои што требаше да донесат инвестиции со големи средства не се реализираа, беа обезбедени, или фондови од Светска банка за кои што беа обезбедени, некако се тргнаа на страна или чекаат некои подобри времења. Меѓутоа многу ми е драго што таа институција денес ја живее 50-та годишнина, а од иста страна ми е многу жал што токму таа 50 годишнина се случува сега. Во моменти кога ние сме под сериозно влијание на дигиталните медиуми, дигиталната комуникација, која што комуникацијата ни станува секојдневие на овој начин, преку овој медиум и овој начин на комуникација, па и децата, и се плашам дека причината за да може да излезам од целата оваа ситуација ќе биде навистина спасување или санирање на штетите што поскоро од создадените институции, музеи, театри и киносали, за да може да не се заборави нивната причина за постоење. Јас многу се радувам што сепак, па дури во нашата држава, каде што за да се делува пошироко или колективно, секогаш мора луѓето да се назначени од актуелната политичка гарнитура, но има луѓе што со своето знаење, професионалност, упорност на овој или на оној начин постојано работат. Вие немате дисконтинуитет во вашата и лична работа и универзитетска, но и она што значи организирање настани. Сигурно е секогаш потешко кога се нема поддршка, но тоа не значи дека не е остварливо. Сакам малку да ми кажете и за другите настани. Заради вас видовме и многу познати личности со организирање на манифестации од доменот. Споменете ми вака накусо колку што дозволува времето, што можеше македонската јавност да види од современите текови на графичкиот дизајн, графиката воопшто? Јас во 2005 година, кога се вратив практички во Македонија, прво нешто што направив е скенирање, односно анализа на состојбата во однос на графичкиот дизајн. И тоа ми даде за повод, односно причина, ми даде за право да формираме Сдружение на графички дизајнери, кое што брои членови кои што и автори кои што се активни на сцената и кои што работат интензивно на полето на графичкиот дизајн. И практички тоа здружение иницираше низа на проекти кои што имаа за цел да ги вклучат студентите во Македонија, да реализираат конкурси од областа на графичкиот дизајн и на плакатот, и во исто време да спроведат работилници со професионални графички дизајнери, професори. Успеавме да реализираме, преку 80 меѓународни изложби. Скопје Постер, кој што излезе од сите тие активности неколку години после почнувањето, значи некаде од 2012 година, меѓународниот студентски конкурс за плакат, па работилниците, па
предавањата, конференциите кои што ги организиравме, некако на нас ни наметна дека мораме да ја преформулираме нашата дејност, односно дека ние полека прераснуваме во еден фестивал кој што треба да биде празник за графичкиот дизајн и во период од една недела до 10 дена ќе може да гостува и да повика публика, исто така и значени имиња од областа на графичкиот дизајн и од дизајнот воопшто од цел свет. Ако треба да набројам, да речеме, го имавме Славимир Стојановиќ пред 2 години, он е наш драг пријател од Белград, нели му ја правевме промоцијата исто така во литература. МК, професорот Динка, Мирко Илич, Аник Трокслер, која е швајцарска дизајнерка, Сергеј Серов, Фонс Хикман, не знам, Кари Пипо од Финска, Јанг Лиу од Германија. Навистина не можам да се сетам многу заради тоа што 13 години имаме по 5 минимум членови од жири. И сите се обидуваме и сите се трудиме да ги донесеме во Скопје, да може на некој начин да направиме врска, поврзување со нашите дизајнери, нашите автори и исто така студентите да имаат можност да поразговараат со професорите преку работилницата, да стекнат повеќе искуства и знаење и не се откажуваме. Ние ја отворивме изложбата на Скопје Постер на 13-тото издание на 16 ноември. Ја поставивме во МКЦ. Многу луѓе инсистира, односно коментира дека сепак таа изложба треба да биде поставена на улица, надвор. Меѓутоа, овие моменти сметам дека е многу битно сепак да ја вратиме публиката, односно да ја навикнуваме повторно публиката да ја конзумира уметноста во изложбените простори, а продолжуваме во овој период сега треба да организираме конференција која што ќе се реализира онлайн и се разбира активностите кои што ги имаме поврзани со швајцарската амбасада. Тоа беше еден поголем проект за социјална инклузија и од сето тоа требаше да произлезе една сеопфатна кампања кај нас во Македонија, каде што беа вклучени повеќе европски дизајнери и се работеше на првата летна школа за дизајн, која што за жал оваа година не успеавме да ја продолжиме, односно да ја реализираме повторно, меѓутоа се надевам дека до година. Тоа е едноставно можност за студентите сите да проверат, да го проверат нивното знаење, да проверат каде се наоѓаат, да запознаат другарчиња, односно студенти, колеги од другите држави и од сето тоа да излезе некоја прекрасна соработка која што ќе резултира со меѓународни резултати. Лазе, знам дека минутите за овој разговор помина, но јас верувам дека нема да ми се налутите што искористив ова ваше гостување, го искористив повеќе да зборуваме за вашето општествено влијание, педагошко влијание. Мене навистина ми е за пофалба кога некој размислува во контекст секогаш и кога се работи за една линија повлечена од цртач, што ги разбирате феномените, случувањата и што токму го форсирате тоа гледање на нештата, нешто што гледаме и во вакви кризни состојби пандемиски дека ни недостасува, дека се повеќе недостасува ние отколку јас. Ме радува што вие сте барем обединети, зашто многу од уметниците, музичките уметници токму ја почувствува кризата онака во најсилната мерка заради тоа што не се здружени, па сега дури се основаат некакви здруженија. Секогаш треба да се размислува дека ние сме посилни како индивидуалци кога делуваме колективно. Немаме време за вашите лични дела, иако ќе потенцирам дека вие сте секогаш, што велиме, вашата уметност е ангажирана, не премолчувате на негативните појави за да оставите простор да создаваме слободна уметност и уметност во вистинска смисла на зборот. Јас ќе ви се заблагодарам за ова гостување, го споменавте Футро, знаете дека тој е преведен сега и на македонски јазик, неговата книга. Може кога ќе се видиме во живо од литература МК, ако некогаш ви застане креативната мисла од Дейв Брнс,
чинам, како да си го придвижите умот, или едноставно може да земете една монографија од Пол Гоген. Значи ќе си го одберете сами подарокот. Има една супер мега огромна книжарница во Сити Мол. Позната ви е, и да се видиме после некоја голема награда, некоја убава изложба, и уште еднаш благодарам. Благодарам и на вас, навистина ми беше чест и задоволство, разговорот ми беше пријатен и покрај овие ограничувања технички кои што ги имавме, односно можноста да разговараме преку екран, навистина ми е многу големо задоволство да истрајаме сите заедно, првенствено во овие моменти. Целата ситуација за жал ни наметна прво да се гледаме себе си, а после да ја согледуваме околината. Јас само би посакал да останеме сите здрави, живи и да сватиме што се можеме да направиме заеднички, заради тоа што само тоа можеме да и го понудиме и на иднината на нашата држава. Фала уште еднаш. Ве поздравувам. Благодарам.